Добро утро и од мене. Време е понеделнички и би рекол пред се празнично да ја започнеме оваа недела. Христос воскресна, да ви го честитам големиот празник Великден. Верувам дека убаво си ги поминувате деновите. Само денеска некако ни се погоди повеќе дожд, останатите денови навистина беа пријатни, но се на се со убава музика и одлично расположени гости во студиото во магазин. Сигурен сум дека ќе уживате во следните 60 на минути. Денеска од Свети Николе ни патува дел од членовите на Фокус Бенд. Веќе се спремни да ни свират и во живо, ќе го промовираме и новиот спот, но и ќе ги запознаеме кои се тие настрана од музиката. Така што се на се ветуваме на одлично празнично издание кое што ќе вреди да го гледате. Затоа останете со нас, удобно сместете се, каснете си нешто од великденската трпеза и уживајте, започнуваме за многу кратко. Гоце, Кире и Драган од Фокус Бенд, па би рекол половина од бендот денеска ни се во студиото и верували или не ни беше прилично тесно, но секогаш имаме креативно решение. Важно е дека сме расположени да музицираме, а како поинаку би бил празник ако не со музика, така што предлагам, односно веќе договоривме да започнеме со една убава песна отсвирена во живо, а веднаш потоа ќе продолжиме се разбира со еден опуштен разговор и меѓу останатото ќе го промовираме и нивното најново видео. Не знам која ќе биде песната, им кажав нека биде тоа изненадување како за вас, така и за мене. Тие се спремни, па дечки прво да ви посакам добре дојде, да ви го честитам празникот, да не ве зазборувам пред да ни отсвирите и отпеете, може да уживаме со нешто во живо, а потоа ќе си продолжиме. Повелете. Свадба македонска да направа, мома македонка ја зазема, со дукати мало наредена и со срмама монахитена, со дукати мало наредена и со срмама монахитена. Моми македонки песна да запејат, момци македонци оро да играат,
допаѓува со хармониката за крај. Браво. Распеани, разиграни Великден за вас е и работа, и радост истовремено, ама и малку нели фамилиарни моменти. И се разбира гостување на Сител телевизија во магазин. Ви благодарам прво што денеска се договоривме да сте ни тука и да ни го направите овој празничен ден многу повесел. Како сте? Благодариме на поканата. Значи, прво да им го честитаме великденските празници на сите гледачи. Ви благодарам што не повикавте за ова празнично утро, да им ги разубавиме домовите на гледачите. Така е, Гоце Петков Тапанар. Да. Официјално да ја кажеме и твојата улога. Дел си од бендот, те расположува самата музика која што и самите нели ја свирите, бидејќи како велат музичарите мора да се пред се тие расположени за да може таа енергија да се пренесе на народот. Треба да ја сакаш, да. Так. Значи сум дел од бендот веќе од самите почетоци на бендот. Па не знам, повеќе од 15 години функционираме како бенд и на македонската сцена со некои мали измени, со некои што колеги што биле у бендот, па поздрав и до нив, и тие имаат некој допринос нели за развојот на бендот. Сега функционираме во овој состав со 6 колеги, со Кире, со Драган, и со поздрав и до колегата Николче и Дејан и Сашко, кои се исто дел од бендот. Како патувате на настапи 6 луѓе? Мора со 2 возила. Да, со 2 возила. Или имате комбе? Со комбе, со 2 возила. Сме имали комбе, да. Сте имали комбе, па инструменти, па се. Драган, ти на некој начин си и наш колега, освен музиката си дел и од радиосветот, би рекол. Да. Позади микрофонот, ама немаш проблеми пред камера. Не. Камерата, да, не е проблем. Како и микрофонот. Да, дел сум од едно и национално радио, едно локално радио. Така што ја работам исто и вашата работа. Со музиката, откако знаеме за себе, сме заедно со музиката. Ден и ног, буквално. Кажи ми, новија радија, колку музика има од Focus Band? Па, добро Знаеш ли дека да протнеш во програма измеѓу? Па, колега, ако можам слободно да ве кажам, порано повеќе можеше, сега така се следат некои други трендови и се помалку има, за жал, народна музика. Има медиуми кои што ја третираат и народната музика, меѓутоа кај нас се помалку. Моите песни, нашите песни, ете не можам да ги пуштам, ама Така. Програм Иако сите сме свесни на која музика најмногу сите ние можеме да се развеселиме, нели? Така е. Кире, ти си вокалот официјално на оваа група. Дали вокалот е главен во еден бенд? Па главни се сите членови во еден бенд, во еден оркестар. Тоа е скромен, сега Ми е се скромен. допаѓа овој дипломатски одговор. Нема главен, значи Така. тоа е еден склоп на будичка група каде што мора секој да си ја допренесе својата работа како што треба. Симбиоза и хармонија. Значи на тимска работа. Така си. И јас сум во Focus Band од 2017 година. Значи бендот е многу години од порано. Што кажа колегата Гоца, некои 15 и кусур години. Значи јас бев првен како клавиатурист, како хармоникаш, а сега сум моментално само како пејач. Требаше да дојде колегата Дејан што свири хармоника, но тој поради празникот има некои оправдани причини што не е тука со нас и јас сум моментално само вокал. Ова, значи, денеска што ни свириш ни е на огромна ова е чест. плюс. Морам да ти издадам. Од декември рече дека не си фатил ке речев гитара, не си фатил хармоника. Од декември на дома синтезатор свирев. А хармоника не сум свирил, да. Да ти кажам, ако не ми кажеше, воопште немаше да забележиме, затоа што професионалци си се професионалци, нели? Добро, да, значи мора да се работи. Пример, јас кога работам претежно со сајзер. Хармониката си стои, така по потреба. Секој намена, зависи. Хармониката гледаш, синтезаторот го користиш. Да. Така некако му Во доаѓа. своја намена, зависи од потребите. Така е. Како сте задоволни од тоа колку настапи имате, како сте прифатени од публиката? Јас би рекол дека веројатно најголем успех е самиот век на траење на овој бенд, без разлика што нели составот од време на време, што е многу нормално, како и на сите други места, може да претрпи одредени комбинации, но сепак траете навистина долго. Има ли тајна за тоа како еден бенд обстојува толку многу долго време? Нема ништо тајно, само е Желба за работа. желба за работа и тимска работа, другарство. Љубов да кон речеме, музиката, љубов да. кон музиката и
Другарство. Најбитно е другарството. Другарство. Во еден бенд. Значи со едни колеги кога си треба прво да си другар, па потоа да си колега, да И функционира спремноста како да го жртвуваш приватното време само за добробит на успехот и музиката. Знаат ли никогаш од дома не да ви се налутат, да замерат, ете кога е празник, вие треба да сте, нели можеби да имате Не си проба дома. да не си дома, дома, за обично Нова не си година. дома. да. Не, мислам дека тој проблем кај мене го нема, а мислам дека и кај другите членови не би требало да го има, затоа што ние функционираме долги години, не сме ние од вчера, па да има некоја замерка, пример, од сопругите, од брачните другари. Таа е нашата работа. Кога е празник, ние мора да работиме. Така. Кога е делничен ден, ние мора да седиме дома. Значи, тоа е нормално кај секој музичар. Ама кога ние работиме, вие пиете кафе. Точно, да. Може и така. Двајца брајка е онаа песна која што официјално ќе го промовираме и видеото би рекол дека навистина сте направиле една убава продукција, песна со интересна тема, а тоа е дека двајца брајка се заљубуваат во една иста девојка. Не секојдневна тема. Мислам, Со ова малку посебно. кршите така одредени теми и табуа. На кого му кликна оваа идеја за самата песна? Значи самата песна е на текстот го има напишано Борче Нечовски. Да. А музиката е на Дејан Момировски. Има Песната- нешто вистина во текстот? Ова е по некоја вистинска приказна или е само Па, веројатно некој ќе се пронајде во приказната. Па веруваме дека е Да, имало и да. такви случаи. Па е од секојдневниот живот. така? Песната е од Прилеп Фолк Фест од минатиот, да, и решивме да направиме спот. Фестивалот помина убаво, беше ревијален, значи не беше на преларувачки. И направивме еден спот во продукција, на арт продукција. И ќе каже спотот, ќе го видиме, да. Да, спотот ќе го видиме. Кој дали- не го гледал се уште, да. Така е, кој не го гледал, нека причека да го види. Да. Вие сте задоволни од тоа како изгледа на крај, тоа е она парче и песна која што сакавте да ја имате? Па видите, значи самата тема беше смислена од господинот Борче Нечовски. Тој самиот кажа кога може да се прават било какви песни, може да види и ова песна, например, да се направи во тој стил двајца браќи се заљубиле во една девојка. И мислам дека песната доста добро испадна. И спотот е одличен и песната и самиот текст, самата музика од Дејан Момировски добро се вклопија и испадна еден добар склоп. И како завршува приказната на крај, многу ме интересира. Ова како во сериите, нели? Чекаш до крај што ќе се случи. Многу добро. решенија. Едниот брат останува со девојката, а Другиот со мајката. Другиот со мајката. Да самува, да. Така. Добро, важно е да се најде заеднички јазик, нели, како велам. Мислам дека е многу важно да го погледнеме видеото за кое што всушност зборуваме, за да потоа може и малку повеќе детали околу самото снимање и вашите настапи. Така што во продолжение предлагам да го погледнеме целосно двајца браќа на Focus Band и се враќаме во студиото. Двајца браќа една љубеа,
Да, одлично видео снимено на две локации, едната е Козијак, а другата е Свети Николско. Во Да, не... Свети Николско село, Како се вика тоа село? Павлешенци. Павлешенци. Да. Аха. Таму живеат луѓе? Да, има возрастни луѓе што живеат. Така. Не е напуштено, Не. а ми кажавте дека интересна е приказната со куќата, бидејќи на некој начин е поврзана со член на вашиот бенд. Да, еден од колегата е попотекло од тоа село и така ја најдовме таа куќа. Тој предложи дојдовме Да, на мојот. дека може да се сними таму. Така. Идејата беше супер и така. Така, одлично, убаво, навистина убаво изгледа видеото, испочитувана и македонската традиција, видовме носија, народни инструменти и така натаму, и кога ве прашав додека одеше ова видео во етер, што беше интересно на снимањето, ми викате измрзнавме на Да. Козијак. Поштен. Беше премногу хладно. Аха. А беше септември, крајот на септември месец. И ви требаше сонце, чекавте сонце. Да, Не, чекавме беше сонце. После таква- дојдат облаци. Па чекаме сонце. За време на облаци не снимавте? Не снимавме. Аха, добро. Чекавме таков ден, чака таков период, претежно тие денови беше малку врнежливо. И ајде да биде во среда ќе заврне дожд. Ајде да биде во петок пак ќе заврне дожд. И одбавме ден, беше сончево. И кога отидовме таму, беше променливо, облачно сончево и малку подолго време се снимаше спотот. Но некако успеавме да ги направиме тие сцени, тие кадри што беа потребни за да се склопи овој склоп сега што е направен спотот. И мислам дека добро испадна спотот. Ама добро времето- глумите, не делувате дека ви е Времето беше, ладно. времето беше дошта свежо, ладничко така и ветровито беше. И Нетипично за септември, многу Да, ладно беше. да, баш. Високо. Апсолутно. Нема толку високо место во Свети Николе? Па толку не. Не. Добро, за тоа не сте навикнати изгледа на таа клима. Кога снимате видео, кога снимате песна, дали секогаш размислувате која ќе биде пораката која што ќе ја пренесе? Дали оваа песна ќе им се допадне на публиката или тргнувате од другата страна, односно од себе си, дека ова е добра песна и треба да ја снимиме без разлика што и како тоа нели ќе најде на прием кај публиката? Или едно со друго мора да оди. Ако вас ви се допаѓа, ќе им се допадне и нив. Не мора да значи тоа. Значи, ако нас ни се допаѓа, ние снимаме. Сега како ќе биде да се надеваме дека ќе биде прифатено кај публиката. Значи, треба да се направи спот, треба да се направи убава песна за да се надеваме дека кај на луѓето ќе им се допадне тоа што го работиме. Така. Сега ќе има на некој ќе му се допаѓа, на некој нема да му се допаѓа, ама нормално е тоа. Нормално, да. До сега немате сгрешено. Да, нема. Се надеваме дека не се Нема. Ова е она најновото видео, меѓутоа вие најавувате доста новитети, работи кои што ќе се снимаат, ќе се продуцираат. Може ли барем нешто од сето тоа да Моментално има откриеме? снимено уште две нови песни кои чекаат видеозапис. Последниот период ќе работиме на тоа. Нема да ги објавите како аудио додека го нема видеото. Комплет со А, да. видеозапис, па потоа ќе ги објавиме. На која тема се, во кој стил? може само да го кажеме, авторот е Далибор Даки Ѓошич. Двете песни се негови, двете песни се преубави. Нешто на тема како Едната е печалбарска, печалбарска. Аха. пуста тугина и такви. На таа тема. Така, Другата е малку со повесел карактер. Значи да- оваа да печалбарската ќе биде за сефте кога ќе идете на турнеја во Австралија. Па да. Добро, да. Од настапите има некои кои што вака би ги издвоиле, каде има посебна енергија, можеби посебен пример. Обично музичарите знаат да речат, во Гевгелија некако имаме најмногу публика. На пример. Па види, не знам како да кажеме, зависи секаде македонскиот народ е секаде ист. Пример ние Весел, народ. весел, Весел, значи, сме весел, весели. дали е тоа Свети Николе, природа. дали Штип, дали Кочни, дали Скопје, мислам дека секаде е исто. Секаде е народот, тој е менталитетот на македонскиот народ, да се весели, да игра, да пее. Сега сме помалку. Не би можел да извоев да кажеме таму е подобро, ваму е подобро. На Секаде секој настап се Така, трудиме да така. биде весело. секаде е исто. Апсолутно. А во странство, на страна, има некаде каде што нашите некако Таму се разликуваат. по песните за родниот крај таму повеќе се бараат, бидејќи нормално да се срцето ги влечи за дома и повеќе ги сакаат тие песни. Инаку тука повеќе сега свириме свадбени веселби, да бидеме искрени. Порано сме свирели дискотеки,
на помлади луѓе нормално и сега таму забавата е една, на свадбите е друго. Преферираме да има и традиционални инструменти како што спомнавте, со зурли, гајди, цапани, така што атмосферата треба да присуствувате на некоја веселба. Се надевам дека ќе се видиме на некоја веселба, да ја доживеете таа атмосфера. Сега ќе започнат свадбите, нели, после постите, предпоставам веќе дека почнуваат, да. веќе почнуваат. Веќе Значи вие сте почнуваат. веќе букирани. Да, од следниот викенд веќе да. Знае ли тоа некогаш да биде притисок, кога знаете дека од сега, пример во јули, тој ден дека вие сте на свадба и така натаму, комплицирали со приватното координирање на обврските? Па некогаш да. Посебно за годишните одмори, да. Ама правиме отстапки, значи сепак ја ставаме музиката, ние професионално се бавиме со неа и ја ставаме на пиедесталот, значи на прво место ние. Така е. Така било и така ќе биде. Што ни спремивте друго за денес, за да отсвириме во живо? Една македонска песна исто. Свадбарска песна што кажа. Ајде, кога Родот мајко наш македонски. требаше да земам нешто за бакшиш на крај. Одлични сте. Кога веќе зборуваме за свадбите, има ли песна која што некако ви е вака за почеток на секоја свадба или тоа зависи од договор со зетот и невестата? Па зависи во договор. Пред да започнеме со некоја веселба, имаме консултација со младите,
Дали имат некоја желба? Сега обично, се извинувам, сега обично невестите на Фейсбук ни пишат таа и таа, да, ја сакам таа и таа песна и се знае на време, да. Значи зетот нема збор на свадба. Невестите се главни, да. Знаат тоа некогаш да биде малку напорно кога треба да се водиш нели на некој начин по список, Да, под некој сценарио. по некој сценарио. Буквално некогаш, филмско сценарио, да, буквално. Ама интересно е. Интересно. И Да. има ли некоја песна која што обично сега невестиве ја бираат периодов? Мора да има некоја која што најчесто ја нарачува. Добро, од странските Ed Sheeran дефинитивно Perfect, а од македонските, ако може да кажам, од Владо Јаневски, од овој ден. Од овој Значи, ден. буквално, Е, нема таа е, свадба, да. која што не Се почнува. сеќавам дете бе. Да, е таа песна, да. Таа е песна. Ангажирани ќе сте периодов, предпоставувам. Па, Има да, доволно настапи, се постигнува се координирате. Па има време за се. Добра организација, се да. постои. И се постигнува. Тројцата сте активни на повеќе страни, би рекол, и тројцата сте родители. Па може ли да откриеме, еве, какви родители и сопрузи сте? Да, тројцата сме родители. Јас сум татко на две убави ќерки. Поздрав до моите ќерки Лени и Ива. Колку години имаат? Лени е 8,5, Ива е 2. Така. И како се сноѓате по дома? Па, супер. Свират ли со тато заедно? Супер. Или ги криеш Тато стапчињата? и ќерки, супер. Аха. Знаат вака некогаш да дојдат на настап? Ги носите на ваши настапи? Да. Да. Поголемата, да. Малата е уште мала. Да не го зема микрофонот па да пее. Се е можно. И тоа е можно. Да. Драган? Па, добро, сега малку е семејниот живот, фамилиарниот и музиката, ама тоа го знаат и нашите сопруги. Значи, уште кога се омажеле за музичар. Да е некоја па тоа администрација. Да, значи, нашата работа, ние сме нокни птици, како да каже човек сега. И малку трпи семејниот живот, ама балансираме, се надополнуваме, така што некој празник кога не сме на работа, на свирење, значи знаеме да ги изненадиме, знаеме некаде да ги однесеме и така. Надокнадуваме на некој начин. И свирите ли по дома? Мене ме бркаат кога вежбам. Свирам на акустична гитара, така, потивко да биде. Живеам во зграда и појачала не смеам да пуштам и такви работи, Не, има електрични место гитари. кај што пробуваме, кај што Да. функционираме и тоа е надвор од дом. Да, вежбаме групно, ама индивидуално. Групно, да. Секој дома мора да ги спрема песните, да речеме за оваа свадба, за овој настав. Мора да се подготвиш и дома, така што А да бидеме децата спремни. бараат да свират кога еве сте дома, кога експериментирате? Па на некои семени весели, да. Да. И обично јас сум тој што пати во наводници, ајде земи ја гитарата, да не расположиш она и мора така да биде. Тоа соберем. сакам да ве прашам. Предпоставам има. дека кога се собирате приватно како Да. музичари, секогаш го има моментот ајде одсвири уште да. нешто, Така нели? е, така е. Тоа го има, да. А вие го сваќате како работа или уживате и на било кое место и било кога да Јас свирите? искрено да ви кажам, имаат, мислам дека беше американска поговорка, ако ја работиш работата која што ја сакаш, нема да работиш ни еден ден во животот. Значи мене ми е супер, уживам. И во радиото, и со гитара. Значи ти си цел живот без работа. Супер, да. Уживам, да. Платата си стига. Платата стигна, тоа е да. најважно. Така, Пред се тоа е кога најважно. работиш тоа што го сакаш, да. Така, каков татко си? Па се трудам да бидам добар. Јас сум татко на мало бебе. Бебе значи нема ни месец. Одскоро сум родител. да е живо и татко на здраво. машко дете. Да, фала, благодарам. Бог да ги благослови сите. И се трудам да бидам добар. Мала супругата сега малку вика, абе, поседи малку со бебето, вика, остави гитарата. И така, се трудам, да. Знаеш ли вака да го чуваш? Го стават никогаш на тебе или уште е многу Па малечко? го ставаат, уште малечко на почетокот ми беше малку страф, ама сега се привикнувам. Не, едно толку малечко суштество нели во рака. Така е, ми беше страв, да. Му свириш нешто на гитара, нешто вака приспивно кога Му сака? пеам повеќе. Да, му пееш. Лалабајс, да, приспивни. Да. И така. Али ќе почнам и со гитарата, да. Мора да го привикнувам. Мора да се навикне на музика, нели? А сопругата е предпоставам навикната. Па она е навикната, да. и Само не вика доаѓа на потивко. настапи. Само потивко вика и така. Така. Кире? Јас имам две машки деца,
Нино и Милан. Едното ми е 12 години, и другото 7. И сопруга Марија, да ја поздравам и неа. Таа ми е најголемата поддршка во мојата работа. Значи, уште кога се земавме, јас бев музичар, таа знаеш. И секоја, дали е настап, дали е случка, дали е било што, таа го тоа прифати како нормално. Нема пример зашто така, зашто така. Таа ми е најголема поддршка. А деца како деца, и двете се талентирани за музика, но јас како родител не ги пример присилувам да станат музичари. Ако сакат, инструменти има дома, можат да свират, можат да пробат. Но гледам дека се двете талентирани за музика. Би сакал да продолжат во Па би сакал, музика јас би сакал тоа е нормално, сега родител сака, знаеш, бар да има некој да те наследи. Ево малото ми е 7 години, мислам дека се уште е мало, а поголемото е 12 години, 13 пера. Значи нема некоја желба за музика, а гледам го кога ќе земе да пее, има талент за музика. А ево, пример, јас кога свирам што вика Драганче, на некој дури му смета. така. Битно е да се живи и здрави децата. Времето ќе каже. Времето ќе покаже дали се за музика, дали за нешто друго. Пример, големото ми е талентирано за училиште, во секоја сфера е одличен, го бива за школа, бар нека учи. Така, нека има петки. Ако сака да биде музичар, ќе биде музичар. Има време, се уште се мали. Важно е да го прави оно што го сака, не за друго, за да не работи, како што кажа Драган. Вие сте првите од вашите фамилии кои што се занимаваат со музика или вие веќе сте наследници на некоја претходна генерација? Па да, на некоја претходна татко ми се занимавал со музика како млад. И некоја дарба. И јас си продолжив да се занимавам со музика. А другите? Јас ќе кажам за мене, моите родители директно не се занимаваат со музика, меѓутоа дедо ми по мајка, тој има снимано плоча во Србија, значи за која што ја немам, а би сакал да ја имам. Постои таа плоча, некој ја има како примерок? Постои, ми кажува повозрастни, значи, колеги што свиреле со мојот дедо во Свети Николе, меѓутоа јас за жал ја немам. Ево и во радио работам, ама таа плоча ја немам. Така што, али ќе ја најдам некој ден, да, сум упорен. Така што по дедо некоја линија, да. Тој свирил хармоник. Не гитара, него хармоник. Ти свириш само гитара или знаеш да фатиш нешто друго? Вака јавно гитара. Свирам помалку и другите инструменти за своја душа. Тоа приватно. Да. Кога треба за намаса, вака и со журка со добри луѓе, вака фамилиарно, да. Така. Инаку гитара, јавно гитара. Гитарата си. Значи ти ги продолжуваш традицијата на дедо. Преку една генерација, да. Преку една генерација, да. Така. Кира? Исто и кај мене, преку една генерација. Значи на татко бил музичар на времето, како млад, свирил на како се вика тие плек оркестар бас. Туба тоа време. Мислиш туба? Туба, не знам како се вика литературно. Значи тој бил музичар на времето, на млади години. Ти има да раскажувано вака никогаш каде свиреле, како функционирало тоа време? Да, тоа било такво време, свадбени веселби, се патувало, нема како сега кола. Само да те надопомнам, свадбените веселби во времето кога нашите дедовци свиреле, траеле дури по 7 дена во Свети Николско. По 7 дена? Со сите нишени, со сите обичаи, земање на невестата, фустанот, носење, и секој ден со гости, со музика. Да, по цела недела. Така. А сега трае еден ден. Практични сме денес, би рекол. Нема ни цел ден. Интересно е, може да замислите вака да одите на некоја свадба и да сте ангажирани 7 дена буквално? Па во ова динамично време тешко. Во ова динамично време. Се случува да 7 дена, но различни свадби. Денес една, утре друга. Тоа да. Ама не една иста свадба. Можам да замислам на зетот и невестата како им било тој период. Весело. Па тоа е било таква традиција на времето и го сваќале како нормално и така функционирало. Да, сите правеле така, да. Сите правеле така и мислеле дека тоа така треба да биде. Сега да се надоврзам на муабетот, пак се извинувам, а во Дебарско се уште некогаш свириме и по 2 дена на иста свадба. Да, се уште го има некаде во некои краеви во Дебарско. Значи се уште знаат традицијата да од наше искуство зборувам, значи. Така. Сакат да ја задржат таа традиција што била од минатото. Во западниот крај претежно. Посебно во западниот крај. Така. Интересно. Има обичаи на свадбите или се помалку
младите ги практикуваат? Еве вашето искуство што веле? Па секој крај си има различен обичај. Ама младите поретко практикуваат. Веќе со тек на годините си изврлаат тие обичаи. Ние се трудиме со традиционални инструменти, значи голем дел од свадбата Да го задржиме. Да. Зурла, кавал, тапан на секоја веселба има, да. Да, и сега доаѓаат време и на помодерни свадби, постилизирани малку така што најверојатно е влијание од западната култура, кое што на големо продира кај нас. А според нас би требало да си зачуваме тие наши традиционални вредности. Така. Тоа е неминовно. Како е за Великден во Свети Николе? Што правевте вие? Има ли некој обичај кој што се останати или останува моментот дека треба да се биде семејно, фамилиарно? Односно Драган живее во Штип веќе. Колку ми кажа 7 години? 7 години, да. Да. И сега си штипјанец или Свети Николчанец? Натурализиран штипјанец, да. Не, Свети Николчанец. Горд Свети Николчанец. Па да. Како се функционира во Свети Николе? Има ли некои посебни обичаи сега кои што вака се уште си ги практикувате фамилиарно? Најбитно е да си со фамилијата, за овие празници да си дома со фамилијата. Вапцате јајца? Да. Да. Па да, традиционално Со прогите да. Да, традиционално да. Така помагате околу домашните работи. Предпоставам кога има време. Можеме, да. Се трудиме да помагаме. Но најдобри сте во музиката, па мислам дека треба уште нешто да отсвириме, бидејќи е празник. Ке продолжуваме со свадбата или? Па нешто во тој манер, да. Ајде, оставам на вас. Ерген одев, мајко, ерген одев. Ерген одев, мајко, полошо ми беше. Ерген одев, мајко, полошо ми беше. Се оженив, мајко, се оженив. Се оженив, мајко, среќа ме нападна. Се оженив, мајко, среќа ме нападна. Падна ми се, мајко, падна ми се. Падна ми се, мајко, либена љубаво. Падна ми се, мајко, либена љубаво. Санот ми е, мајко, санот ми е. Санок ми е, мајко, на рака лежало. Дури ми се, мајко, рака позлатила. Како се распеавте и расвиривте денес, да не продолжувате некаде или ќе одмарате понеделнички? Понеделнички одмор малку. Денес ќе одмараме, да. Да. Добро е тоа. И вие некогаш не ви треба да земете здив. Што е следно од Фокус Бенд, што би можеле да очекуваме наскоро, освен музиката нели спотовите? Планирате ли можеби некоја турнеја надвор од Македонија? Па да, се надеваме. Затоа и ги спремивме овие две песни што се наменети печалбарски песни што на таа ни е за да изготвиме еден спот, квалитетен спот за нашинците што се надвор од Македонија. И планирате? За наесен здравје, да. Планираме нешто, нека помине летото, има доста настапи, таму на есен здравје. Има неколку понуди, опција, па ќе видиме здравје. Вака од настапите на страна би издвоиле некој? Знам дека е неблагодарно, ама еве како дестинација можеби, каде па еве сте си поминеле најубаво. Па добро, секаде е убаво. Секаде е, Каде да. што е
расположен, народот Весела каде што има публика атмосфера, секаде. да. Каде нашите се најрасположени, во која земја? Па, добро, сега и Германија и Швајцарија секаде. Преска споменав, значи се бараат песните за родниот крај и како што велиме ние свирачите ги погодуваат. Значи ги погодуваат директно во срце, така што тоа е И претежно. пакуваат куфери се враќаат назад. За празниците. Или остануваат таму. За празниците, да. Тоа е тој патриотизам. Така е. Ви благодарам многу за денешното гостување. Навистина ми беше убаво, ми беше весело. Сигурен сум дека пренесовме таа енергија пред се на публиката, бидејќи сите ние овдека сме за нив. Да ви посакам среќни празници, убав период на работа, на многу свадби, многу настапи и да се гледаме за други убави работи. Ви благодариме и ние за поканата. Ви благодариме. Чест ни беше што бевме дел од ова празнично издание на магазин на ТВ7. Ете така. Кој вози за назад? Вокалниот солист. Сите молчат. Добро е. Ви благодарам уште еднаш и ќе се видиме. Во продолжение ќе видиме дел од сплет на македонски песни кои што вие навистина сакате и умеете да ги свирите и пеете. Таман да поуживаме со уште малку музика и ќе се вратиме во студиото. Можат да не премолчат. Ајде сите едно оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна се македонска, дружно браќа да запееме. Стара лука една мајка, сите нас не родила. Од Вардар, Пирин, Дур до Солуна, име е Македонија. Стара лука една мајка, сите нас не родила. Нека знаат, мајко, ти ни остана, нема друга Македонија. Покрај Егеј македонци, покрај Вардар македонци, и под Пирин македонци, славно име непокорно. Едно име имаме во душата, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме во душата, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Како килим полиња, а до небо планини, реките златоносни, а езера бисерни. Едно име имаме во душата, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме во душата, го носиме,
живот даваме, о Македонијо. Да, време е да одиме после музиката и со реклами, кои што секако се неминуван дел од нашиот маркетинг, а веднаш потоа се враќаме во студиото, останете со нас. Да, тука е крајот на денешното, би рекол, навистина празнично издание на Магазин. Се гледаме утре во 10 часот. Во меѓувреме останете на најгледаната телевизија, Сител телевизија, и имајте убав празничен ден. Дождот некако секогаш велат дека е берикет, така што искористете го за еден убав одмор со своите најблиски. Се гледаме од утре и уште еднаш честит празник, честит Великден, Христос воскресна.